Последователните кризи, започнувајќи од здравствената криза со пандемијата на COVID-19, избавнувањето на војната во Украина набрзо се претвори во економска и финансиска криза со висока цена на енергиите, што доведе до висока инфлација. Граѓаните на Северна Македонија живеат во економска и друга неизвестност. Кризите ги намалија приливите во буџетите поради значително намалената економска активност, што доведува до пренамена на буџетските линии. Во средиштето на истражувањето на Центарот за граѓански комуникации се буџетите на државата и на општините, но и нетранспарентноста за парите на граѓаните. Тоа е еден од најголемите проблеми на овогодинешниот буџет во делот на капитални расходи, кои што на хартија изгледаат добро, но во суштина ги нема и затоа граѓаните прашуваат каде се новите патишта, новите автопати, новите мостови, новите брани. Едноставно ги нема, да не зборуваме за железници или за други покрупни инфраструктурни проекти, но кога ќе видите на хартија, навистина бројката е огромна, а тоа е така затоа што на почеток на годината кога се носеше буџетот за оваа година, се имаше потреба да се представи во јавност дека ќе е развоен буџетот, а развојноста се состои во некапитални расходи од типот, како што кажавте, на купување на мебел, на опрема, на автомобили, но исто така има и една голема ставка, така наречена други трансфери, кои што секогаш остануваат сива материја и да ја посетам јавноста, два генерални секретари од оваа постава, Драги Рашковски и Мухамед Зекири, завршија со пресуди токму заради злоупотреба на дел од други трошоци. Таа е таа сива материја која што никој не ја гледа, која што е најмногу подложна на манипулација и затоа таа треба да е нула или да е минимална, а не да е како што е оваа година некаде околу 270 милиони евра. Ако ги видите најголем број од набавките кои што се прават преку директни буџетски средства, ќе видите дека има два феномени. Првиот феномен е дека најчесто проценетата вредност од страна на институцијата е и вредноста по која што тендерот е реализиран, што е голем прашалник дали се толкави експерти секогаш во институциите да точно ја погодат вредноста или се работи за договор. И второ, најчесто има еден максимум два понудувачи, што исто така говори многу, затоа што бројни бизнисмени ни кажуваат и нас како опозиција, за жал не се охрабруваат да пријат во обвинителство, дека често добиваат пријателски во наводници повици од соодветни институции да не учествуваат на таа јавна набавка и затоа има по еден понудувач, тоа изгледа на хартија чисто и транспарентно, но во суштина не е така. Граѓанските организации во Македонија, а воедно и граѓаните, како што забележува Центарот за граѓански комуникации, беа недоволно активни во следењето на овие процеси и соодветно на тоа не достига во очување на конкретните слабости кои овозможуваат јавниот интерес да биде ставен во сенка на политичките интереси и краткорочното купување мир во однос на економската криза. Јавноста информирана исклучиво за аспекти од буџетските трошења кои се оценети како релевантни од страна на носителите на власта и на централната и на локалната. Во Европа и особено во Франција, граѓанските организации и издруженија се многу побудни во следењето на начинот на кој се трошат парите, кои се полнат преку даноците кои тие ги плаќаат. Тука е примерот на издружението Општо добро од Нанси, кој со својата упорност му заштеди на локалната заедница неколку милиони евра. Nous sommes engagés il y a déjà une quinzaine d'années pour la gratuité de l'accès des transports en commun. Et c'est effectivement le point de départ d'un travail plus poussé sur l'ensemble des secteurs gérés par la collectivité, comme l'eau, l'énergie, les salles de spectacle, etc. Donc à partir de là, nous avons développé une sorte d'expertise pour savoir où trouver les documents, comment analyser ces documents, et puis savoir quelle suite peut leur être donnée. Justement, est-ce que c'est facile d'avoir des accès aux documents des collectivités locales ou celles de l'État ? En principe, ces documents sont publics et avec Internet, il est normalement très facile pour la collectivité de les mettre à la disposition du public, mais c'est pas toujours très bien fait, c'est pas fait de façon toujours très pratique, ce qui fait qu'il faut savoir déjà que les documents existent pour savoir qu'on peut les obtenir, et ensuite il faut une certaine ténacité pour accéder à ces documents finalement. La métropole du Grand Nancy gère un ensemble de piscines, dont
trois qui étaient situées sur un ancien site thermal. Et l'idée était de remettre à jour l'activité du thermalisme à Nancy et de rénover l'ensemble des 3 piscines qui étaient situées. Alors la métropole a décidé de lancer une concession, c'est-à-dire de permettre à une société privée ou un groupe de sociétés privées de gérer à la fois la rénovation, l'équipement, la rénovation des 3 piscines et la construction d'un nouveau bâtiment thermal, puis ensuite de la gestion, de l'exploitation de l'ensemble de ce site. Alors au départ, le projet était estimé à 51 millions d'euros. Au final, la concession coûte 98 millions d'euros. Bon, quand au bien commun on voit ces éléments, on se dit mais pourquoi est-ce que la collectivité pratique-t-elle ainsi alors qu'elle est capable de gérer des piscines? Elle le fait, il y a 9 piscines dans le Grand Nancy. Donc nous sommes opposés à la concession. Et nous avons montré que il y a eu des aléas juridiques que je ne vais pas forcément détailler parce que ça me prendrait beaucoup de temps, mais le tribunal administratif a condamné en fait la société concessionnaire et le Grand Nancy pour des irrégularités, notamment une qui est très visible, c'est que le Grand Nancy s'était engagé à ne pas verser de subventions. Au final, 86 millions de subventions étaient données à ce projet, alors que le Grand Nancy s'était engagé à ne pas verser de subventions. Bon, évidemment, le tribunal a dit ça c'est irrégulier, et donc était prêt à annuler le contrat. Sauf que, au moment où le jugement, la justice française est très lente, au moment où le jugement est intervenu, le bâtiment était déjà largement construit. Il n'était pas achevé, il était loin d'être achevé, mais il était tellement engagé déjà qu'il était inimaginable d'abandonner la construction dans l'état où elle était pour relancer entièrement le processus. Mais on aboutit à un changement radical dans la forme finale du projet, puisque la concession, lancée par le Grand Nancy, en fait le Grand Nancy en est devenu le principal actionnaire. Donc les bénéfices qui seront réalisés, on s'attend à environ 80 millions de bénéfices, 88 millions de bénéfices sur les 30 ans, les 26 ans d'exploitation. Ces bénéfices, en fait, reviendront en très large majorité, à 85% pour le Grand Nancy. Et c'est donc une façon pour le Grand Nancy de récupérer les subventions qu'il aura versées. Donc pour nous, le contrat est rempli. On souhaitait que le Grand Nancy ne verse pas de subventions ou se fasse rembourser ses subventions. Finalement, il se fera rembourser ses subventions, mais dans 25 ans ou 26 ans maintenant. Možeme da zaključime deka narativite za javnite finansiji ne treba da im bidat otujeni i dalečni na lujeto, tuku kako nešto što je direktno povezano s građanite, nivnite životi i neostvaruvanje to na nivnite čovekovi prava. Вашето истражување говори за капитални проекти кои воопшто не се реализирале и тоа дека вредноста на капиталните проекти на државните институции во 2022 не е на нивото на кое тврди владата. Во текот на 2022 година државата се соочи со финансиска и енергетска криза, што наметна потреба од дополнителни буџетски расходи. Според нашите анализи, ако тоа владата прецизно не го соопштила, нивната вредност излезува околу 300 милиони евра. Дел од парите се потрошени за зголемените сметки за електрична енергија и топлинско грејење на државните институции, а поголем дел всушност за субвенционирање на АД електрани. Секако дека овие 300 милиони евра, најмалку говорам, кои требаше да се обезбедат од буџетот за енергетската криза, дека предизвикаа некакви, да кажам, последици во рамките на самите буџетски трошења. Оттука целта на нашето истражување всушност беше да докажеме или да видиме што е тоа што не било реализирано од аспект на капитални инвестиции и што е значајно за граѓаните, а како резултат на енергетската криза. Од тука нашето истражување покажа всушност дека во текот на 2022 година не биле реализирани капитални проекти во вредност од 170 милиони евра. Дополнително да кажеме дека и општините не реализирале околу 50 милиони евра капитални инвестиции, што произлегува дека всушност граѓаните не добиле можност да се реализираат проекти во вредност од 220 милиони евра,
Кога велиме капитални проекти, мислиме на проекти кои се однесуваат на изградба и реконструкција на здравствени објекти, изградба на улици, автопатишта, мостови, понатаму изградба на детски градинки, училишта и така натаму. Значи сето она што секако влијае врз подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Ова, да кажам, кратење од најсуштествените расходи на буџетот остана прикриено како резултат на фактот што владата голем дел од поддршката која обезбеди за АД електрани, и тоа во вредност од 100 милиони евра, како и дополнителни 30 на милиони евра кои ги даде на акционерските друштва затоа што не можеа да ги платат своите тековни долгови, всушност ги прикажала како капитални инвестиции. Факт е дека ние во нашето истражување на оваа слабост укажуваме и сметаме дека владата не постапила правилно со тоа што дел од овие трошења, кои секако не се капитални, ги прикажала како такви во обид да покаже дека енергетската криза не влијаела врз капиталните проекти, кои, велам пак ќе повторам, се суштински за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Дали овие забелешки ги имате посочено до Министерството за финансии, Министерот за финансии, владата воопшто и кои се нивните одговори? Самото истражување кое е спроведено всушност почива на доставување на барања за слободен пристап до информација од јавен карактер, во кои ние баравме тие да ги посочат кои се проектите што требало, а не се реализирале во текот на 2022 година. Така што до владата, до Министерството за финансии и до 10 други министерства, каде што воочивме најголеми разлики во капиталните расходи и секако на други неколку државни институции, во доставените податоци им баравме да кажат кои се тие проекти кои не биле реализирани со цел да увидиме, да кажам, каде се настанати најголемите промени. Мора да констатираме дека голем дел од институциите има проблем да ги дадат вистинските и да дадат точни информации, што веќе од старт зборуваше за нивната нереспонзивност и нивната неподготвеност да дадат отчет пред граѓаните што е тоа што требало, а не реализирале од аспект на капиталните објекти, и секако дека изостанаа во голем дел од и аргументите зашто е тоа така, но ако можам да систематизирам, сепак би кажала дека најголем дел од овие 170 милиони евра нереализирани од страна на централните институции, во најголем дел причините беа посочувани тендерските постапки, се објаснуваше всушност дека тендерот се уште не е завршен и дека тендерската постапка е поништена и дека проектот е одложен за 2023 година, но имаше и дел од одговорите во кои се посочуваше дека проектите не се реализирани или опремата не е купена заради енергетската криза. Постојано укажувате во истражувањето за проблем околу буџетот, како велите, од буџетот се земаат пари за други намени, ребаланси, прераспределби, кои директно влијаат врз животот на граѓаните. Мора да објаснам за гледачите дека за нас како граѓани, во суштина кога го гледаме буџетот, едно од најбитните ставки се така наречените буџетски категории, кои формално веќе кажам се нарекуваат 481 и 482, а кои се однесуваат на изградба и реконструкција на објекти, понатаму за изградба на улици, патишта, пречистителни станици, колектори, депонии за отпад, водоводна инсталација, средства за енергетика и така натаму. Нашата анализа во еден 5-годишен период всушност покажува дека токму овие буџетски ставки се во еден период, во последните 5 години се во стагнација и изнесуваат некаде околу 6 и нешто милиарди денари, односно околу малку над 100 милиони евра. Секако дека во услови кога имавме минатата година инфлација од 18%, ова значи всушност дека вредноста на капиталните инвестиции кои се значајни за граѓаните загубиле дури и во субстанца. А она што е исто така важно е дека вредноста на овие инвестиции во 2022 година имаат учество во капиталните инвестиции вкупно од само 22%, за разлика од 2018 кога овој вид на инвестиции кои се значајни за граѓаните имале удел од 47% во капиталните расходи на буџетот. Сето ова говори за неповолни трендови и дека буџетите од година во година растат, но сето тоа не нуди подобар квалитет и подобар живот за граѓаните, туку растат во очигледно некои непродуктивни трошења, растат во трошоците или во услугите кои самите државни институции ги користат и слично.
Она што со децении се говори е нетранспарентноста на власта. Таа трае предолго време. Немање на отчетност на проектите кои се реализирали или воопшто не се реализирале. Доколку сте им ги кажале нивните забелешки, кои се нивните објаснувања? Јас би рекла дека имаме една селективна транспарентност. Не само оваа влада, и владите во континуитет се склони кога станува збор, особено за буџетските трошења, да ги истакнуваат политиките и мерките кои ги превземаат, кои афирмативно нив ќе ги прикажат во некакво позитивно светло, наспроти праксата да ги прикриваат одлуките и политиките кои се донесени, а се на штета на граѓаните. Отука кажав дека имавме проблеми во прибирањето на податоците, што секако зборува за отсуство на, да кажам, на една пракса и на самите институции да водат прецизна евиденција за тоа што на почетокот, кога ќе се донесе буџетот, е планирано да се реализира, за потоа кога ќе дојде до ребалансот и до кратењето на планираните расходи, прецизно да се знае и да им се соопшти на граѓаните што е тоа што не е реализирано. Тоа е нешто што најмалку ни го должат, бидејќи на тој начин ни овозможуваат на нас како граѓани да имаме увид што е тоа што требало а не се реализира и да бараме во следната фискална година тоа да биде реализирано. За да укажам и да аргументирам нетранспарентноста на институциите во поглед на буџетските трошења, ќе го кажам податокот дека за истражувањето кое го спроведовме за трошењата на институциите на централно ниво беа доставени дури 9 жалби до Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации, ака и локалните власти кои исто така беа вклучени во едно посебно истражување за трошењата на нивните буџети, имавме доставено дури 24 жалби. Ова секако зборува дека во суштина тие сакале да го влечат доставувањето на информациите, што и секако го продолжи рокот на спроведување на истражувањата. Ова е неповолно, бидејќи не секогаш и невладините организации и медиумите имаат можност толку долго да чекаат на информациите за да може да ги соопштат на јавноста. И да бидам искрена, препознавам дури тенденциозност во ваквиот начин на прикривање на информации и нивното недавање доколку не се добие решение од надлежната агенција. Повторно се појавуваат трошоци кои ги прави владата, милиони евра, кои се всушност пари на граѓаните, кои се даваат за мебел, за автомобили и слично. Точно е, во речи си секој буџетот на државата ги гледаме трошоците за мебел и возила. И секако ова не би било погрешно доколку мебелот и возилата се ставени во функција на подобрување на квалитетот на услугите на институциите, меѓутоа други наши истражувања, особено во делот на набавката на возила, покажува дека институциите не купуваат противпожарни возила или пак амбулантни возила, но наспроти тоа купуваат патнички возила кои нели ги користат избраните именуваните функционери. Чисто да го кажам за да имаат предвид гледачите, во текот на 2022 година, ќе повторам, беше една сериозно кризна година и од аспект на енергетиката и од аспект на инфлацијата. Владата потрошила околу 1,5 милион евра за набавка на возила, односно да речем централните институции, додека пак за мебел се потрошени 1,3 милиони евра. При тоа е значајно да кажам дека во време кога имало пари за мебел и за возила, дека биле скратени, ќе повторам, 170 милиони евра проекти кои се значени за квалитетот на живот на граѓаните, и еве би издвоила дека во текот на 22 година наместо планираните 14 милиони евра од областа на здравството кои биле предвидени за изградба на нови здравствени објекти и за реконструкција на постојните, биле потрошени само 3,5 милиони евра, што значи имало потфрлање од 75%. Понатаму во областа на социјалната заштита биле предвидени 5,5 милиони евра за изградба на нов дом за стари лица, понатаму во нов дом за згрижување на лица со посебни потреби, за реконструкција на неколку градинки и изградба на нови, и овие 7 градежни проекти кои секако ќе се согласите се многу значени, целосно биле нереализирани во текот на 2022 година. Ќе го спомнам образованието, нешто што исто така е многу битно. Од планираните 20 милиони евра биле инвестирани само 10 милиони евра. Сето ова говори за целосно искривените приоритети кои очигледно нашите власти или централни институции ги имаат кога станува збор за трошењето на јавните пари. И во тој контекст може би е значајно да го споменам и податокот дека
доспеаните обврски, што значи долговите на институциите во Република Северна Македонија во 2022 година достигнале 800 милиони евра. Ова се долгови, дел доспеани, дел недоспеани, но секако се долгови кои ќе треба да се платат најдоцна до крајот на 2024 година. И вредноста на овие долгови е порасната за дури 30% во однос на 2021 година. Вашето истражување говори за објавување на неточни податоци од страна на Министерството за финансии, завршни сметки 2020-2022. Имате ли објаснување зошто се прават вакви неточни сметки, официјално, неформално? Кога велиме грешки во завршната сметка од 2022 година и во 2020 година, всушност станува збор за погрешно распределување на буџетските трошоци по така наречените функционални категории, кои на нас, граѓаните, треба да ни овозможа да видиме колкав дел од трошоците всушност не чини самата државна администрација и нивното работење, а колку од парите од буџетот се дадени по секторите, веќе ги прочитам, одбрана, колку за јавен ред и мир, колку за заштита на животната средина, колку за култура, колку за образование и социјална заштита. Анализата наша покажа дека податоците изнесени во поделбата на овие функционални категории всушност не е точна и на тој начин беше невозможно да видиме и да воочиме тренд дали државата низ годините, како што се зголемуваат буџетите, се повеќе зима за себе и за своето функционирање, а се помалку пари остава за за социјала, за образование и така натаму. Ние уште пред 2 месеци му укажавме на Министерството за финансии за ова грешка која воочивме во предлог завршната сметка за 2022 година. Официјален одговор не добивме од нивна страна, но неофицијално тие ја потврдија грешката во софтверската обработка на податоците, но за жал најавија дека нема да направат корекција на податоците сега, така што и сега на веб страницата на Министерството за финансии имаме предлог завршна сметка за 2022 година со погрешни податоци и најавија дека корекцијата ќе биде направена со објавувањето на завршната сметка во службен весник на Република Северна Македонија, што е нешто што може да се случи дури во 2024 година, што секако зборува за тоа колку Министерството за финансии е нереспонзивно на, да кажам, на укажувањата од страна на невладините организации, колку не се подготвени за едно повисоко ниво на отчет и транспарентност во нивното работење. Имате забелешки околу форматот на објавување на податоци. Зошто е важно да бидат во Excel, а не во PDF? Да кажам дека ниту една институција во нашата земја, било на централно или на локално ниво, не ги објавува своите буџети или завршните сметки, односно отчетот за тоа како ги потрошиле буџетските пари во така наречениот Excel формат. Excel формат значи отворен формат и овозможува превземање на тие податоци и лесна нивна обработка. Наспроти тоа, сите институции ги објавуваат податоците во така наречениот PDF формат, што значи заклучени, и подразбира дека да, вие ќе ги добиете сите тие податоци, меѓутоа вие, за да можете да ги анализирате, обработувате, собирате, одзимате, потребно е вие сите тие податоци да ги препишете во соодветен формат за да можете да ја правите анализата. Ова е апсолутно аргумент кој зборува за она што го кажав, селективна транспарентност. Значи, вие ги објавувате податоците, но во таква форма што оневозможувате нивна лесна анализа и обработка. И ова е секако нешто што е за осуда и пракса која во иднина е потребно да се менува, доколку власта, како што декларативно се залага и вели дека е транспарентна и е подготвена за поголем отчет пред граѓаните. Може ли краток коментар околу зголемувањето на даноците за основните прехранбени продукти за кои владата смета дека се изедначуваат со навистина луксузни продукти? Станува збор, например, цвекло, чај, бебешка храна и така натаму, иако има најави дека се повлекува, но сепак овие се изедначуваат со даноците на навистина сериозни луксузни производи. Буџетот на државата се зголемува од година во година. Како резултат на овие растечки расходи се наметнува потреба од нови задолжувања и како што сведочиме деновиве дури на раст на стапките на некои од основните прехранбени производи. Ова секако е еден неповолен тренд кој дополнително според нас дава на значење
на она што ние го правевме, а тоа е една длабинска анализа на буџетот и мислам дека е потребна е поголема вклученост на експертската јавност, на академската заедница, на граѓанските организации, па би рекла дури на медиумите, во анализа на буџетските трошоци во смисла на тоа да се обидеме да го засилиме притисокот врз носителите на функции, подомакински да управуваат со јавните пари и навистина да градат приоритети во буџетските расходи, бидејќи ако се продолжи со досегашниот тренд на постојано зголемување на буџетите, очигледно дека се почесто и почесто ќе се наметнува потреба и од зголемување на приходите за да се покријат овие растечки, да кажам, буџетски расходи и секако дека е потребно да се работи и на централно ниво и на локално ниво на намалување на корупцијата, бидејќи значаен дел од овие буџетски пари се разбира оди во приватните и во партиските джебови на носителите на функциите и секако дека и тоа ги ослабнува буџетите на нашите институции и ја наметнува, пак ќе кажам, потребата од нови даночни зафаќања кои дополнително го уриваат животниот стандард на граѓаните во услови кога веќе во 2022 година имавме двоцифрена инфлација.